Денеска се навршуваат 5 години од вооружената пресметка во кумановската населба Дивонаселје, во која животот го загубија 8 припадници на специјалните единици на македонската полиција, а беа повредени 37 други полицајци. Семејството, пријателите и представници на Министерството за внатрешни работи со посета на вечните почивалишта им оддадоа почит на Сашо Самојловски од Тетово и Жарко Кузмановски од Брвеница, кои животите ги дадоа во овој немил настан. Денес, за жал, се навршуваат неколку години од смртта, прераната смрт на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои загинаа во еден немил настан кој остане длабока трага во новата историја. За жал, тој не е расчистен се уште, иако постојат пресуди, меѓутоа остана голема енигма за тој настан, како се случи, под кои околности. Но крајот од денот, жално е оваа слика што денес тука ја гледаме, жална е сликата за цела Македонија и за сите оние загинати. Министерството за внатрешни работи и неговите припадници никогаш не ги жалеле своите животи и никогаш не ги штеделе, но мислам дека на сите нас останува на совеста и одговорноста да се грижиме и за припадниците и за граѓаните. Денеска сме тука повторно за да се сетиме на нашите херои, на вечните херои, да се подсетиме на настанот кој што беше еден од најголемите предизвици за македонската полиција и за македонските безбедносни системи. Настан после кој во делот на безбедноста веќе нема ништо да биде исто. Сите оние оперативни акции, сите планови се менуваат после тоа што се случи во кумановската населба Дивонаселје. Семејствата на загинатите реагираат дека и по 5 години настаните во кумановската населба остануваат неразјаснети. Заборав нема, се трудиме барем децата што ни ги остави, со ним да му ги догледаме, да ги извадиме на прав пут, а иначе како држава ништо нема до сега помогнато. Од судските лавиринти воопшто не сме задоволни, ама баш воопшто, како ништо да се не десило, како воопшто ништо да не било. И ден денешен, еве 5 години, не се ни спомнати тие 8 синови на Македонија. Некој знае у државава што се случи во Куманово во населбата Дивонаселје. На 9 мај 2015 година, македонските безбедносни сили во кумановската населба позната како Дивонаселје се судрија со вооружена група од Косово. Во престрелките загинаа полицајците Љубиша Аранџеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самојловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ.